Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Близу 25.000 евра планира да потроши општина Кочани за да изгради жардинери со разделно зеленило на улиците Теодосија Паунов и Никола Карев. Јавниот повик за избор на изведувач на градежните работи е веќе распишан, а се очекува реализацијата на проектот да биде во текот на летниот период. Локалната самоуправа на Кочани планира хортикултурно да го разубавува, а сообраќајно да го подобрува сегашното решение за разделно зеленило на улиците Теодосија Паунов и Никола Карев. За таа намена ќе потроши околу 1,5 милион денари, при што ќе се отстрани постојната метална ограда, а на нејзино место ќе бидат изградени подигнати бетонски жардинери. Јавниот повик за избор на изведувач на работите е веќе распишан, а рокот за пријавување трае до 23 мај. Тоа значи дека изградбата на жардинерите и уредувањето на просторот се очекува да се реализира во текот на летниот период. Според техничката спецификација на тендерската постапка, сегашното зеленило ќе се подигне на височина од околу половина метар, со што ќе се постигне подобро сообраќајно разделување на двете коловозни ленти, а просторот ќе добие и поинаков естетски изглед. Вкупната должина на која ќе се работи е 720 метри, а широчината на просторот меѓу бетонските жардинери ќе биде 3 метри. Всушност, по нивната изградба се планира тие да се пополнат со земја и да се засадат трева, цвеќе и нискостеблести растенија. Слична изведба веќе е извршена на двојниот мост, па со овие градежни активности целиот простор ќе биде докомплетиран. И додека се планира хортикултурно уредување и разубавување на овој дел од градот, се чини дека подзаборавено останува токму централното градско подрачје. Доволна потврда за тоа е заборавеното бело дрвено мовче во Кочанска река, кое поради надојдените води во текот на зимскиот период, сега со месеци стои изместено од претходната положба. Непознато е дали се планира негово отстранување од коритото на реката или пак враќање на поранешната позиција. Според сегашната состојба, тоа остава грда слика за нашата негрижа. Затоа граѓаните и очекуваат брза реакција на надлежните од комуналното предпријатие. Две посериозни сообраќајни несреќи се случиле во општина Кочани во период од 10 часа, при што неколку лица се повредени, од кои едно 6-годишно дете. Поради сериозноста на повредите, тие се префрлени на лекување во болниците во Кочани и во Скопје. Нема намалување на негативниот биланс во безбедноста на сообраќајот на улиците и патиштата во источниот регион, особено во Кочанско. За само едно деноноќие се случија неколку сообраќајни несреќи, од кои две со посериозни последици. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, во четвртокот околу 10 часот и 30 минути на улицата Димитар Влахов во Кочани бил прегазен 84-годишниот НА од Горни Подлог. Во него удрил автомобил Volkswagen Golf со кочански регистарски ознаки, што го управувал 43-годишниот ВС од тркање. Од ударот, старецот се здобил со тешки телесни повреди, па по укажаната лекарска помош во здравствениот дом во Кочани бил препратен на лекување во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. На местото на настанот бил извршен увид, што треба да ги разјасни околностите во кои се случила сообраќајката. Истиот ден, околу 20 часот и 40 минути, на магистралниот пат Кочани-Штип, во близина на местноста Голем Брег, кај селото Тракање, дошло до судир меѓу патничко возило Ситроен со кочански регистарски ознаки и трактор. Според сознанијата, автомобилот што го управувал 36-годишниот ИМ од Кочани, удрил во тракторот на кој се наоѓале 34-годишниот возач ОС и 57-годишната сопатничка БС и двајцата од Тракање. Од силината на ударот и двете лица биле изфрлени од тракторот, при што се здобиле со телесни повреди, а подоцна е констатирано од и жената е потешко повредена. Освен нив, повредени се и возачот на автомобилот, како и 6-годишно дете кое било во возилото. Сите четворица се префрлени во болницата во Кочани, а додека траел увидот во несреќата, сообраќајот на магистралниот пат бил во прекин. Спортското риболовно здружение Кочански рибар го реализираше петото порибување на акумулацијата Градче. Во водите на браната беа пуштени околу 300 кг крупен краб, набавени со средства на здруженијето.
Членовите на спортско-риболовното здружение Кочански рибар извршија уште едно порибување на акумулацијата Градче, при што беа пуштени примероци од крупен крап. Ова е пета акција за збогатување на рибниот фонд, откако здружението ја презеде концесијата забраната, со што го продолжува своето успешно работење и остварување на законските обврски. Рибата е набавена од сертифициран рибник и репроцентар од Неготино, со кој и досега кочанските риболовци имаа успешна соработка. При тоа потрошени се околу 70.000 денари, сопствени средства собрани од членарина, од продажба на риболовни дозволи и од други извори. Целта на самото риболовно здружение е збогатување на рибниот фонд во самата акумулација. Тоа е воедно и афирмација на рекреативниот риболов, односно некако спорт во нашата општина. Значи, порибуваме со 300 кг на крап, со некоја тежина од 1,5 кг до 2 по примерок. Да искористиме можноста дека постои забрана веќе на акумулација Градче, која што трае од 5 мај и ќе трае до 5 јуни. Значи, во тој период не се риболови, односно постои ловостој. Димитров ги потсети риболовците дека и по завршувањето на забраната останува законската обврска да не се ловат примероци со тежина над 5 кг, туку задолжително да се враќаат во водата, што барем досега се почитувало. Од здружението Кочански рибар планираат да извршат уште едно порибување со покрупни примероци, но и со подмладок на крап. Ке имаме на есен уште едно порибување по законската обврска која што имаме како концесионери. Тоа мислиме да го направиме кога ќе го организираме и направорот, кој што еден вид ко традиција веќе ќе го правиме. Мислиме овој направор да биде и воедно и поканети и риболовни здруженија од други градови и да извршиме една вид промоција и на самата акумулација и некако риболовно здружение да организираме еден таков направор. Интересот за риболов на браната Градче е голем и досега од здружението се издадени над 100 годишни дозволи, а дополнително се продаваат и дневни дозволи за риболов. Музеот Теракота во рамките на 9-та музејска ноќ во соработка со Центарот за научни истражувања и промоција на културата ХМУС од Скопје го презентираше древниот римски празник Розалии како дел од програмата Скупини романи. Читање поезија од старите римски поети во комбинација со римска кореографија, автентична кујна, експонати, видеодокументарец и чашка црвено вино по римски рецепт, познато како мосул, го сумираа амбиентот од 9-та музејска ноќ, во која посетителите за миг си го доближија шмекот на едно далечно време на владење на познатиот римски император Домицијан. За некое време помина Великден, а за некој време ќе дојде Ружин Великден или ние ја нарекуваме задушница. Едно од работите кои што сме ги наследиле од минатото, поточно сме ги наследиле од антиката, е и празникот Розалии. Тој носи многу убаво име, празник на ружите. Меѓутоа во суштина се работи за античка задушница. Сушност се работи за еден обичај кој што и самите римјани го наследиле од предхристијанско потекло. Неколку пати во годината, поради почита кон својата фамилија и кон оние кои што се починати, оделе на нивните гробови, а раздавале бескрвна жртва, поточно вино и храна и ги кителе со рози. И нормално се сите други пролетни цвеќиња. Тоа од многуте работи, нормално кои што ние сме ги наследиле од античкиот Рим, нели освен јадењето, пиењето, обичаите, значи поезијата и се што почива нашата цивилизација дошло од старите цивилизации. Сега, самите Розалии, значи, со декрет биле означени како државен празник во времето на Домицијан. И ние го имаме земено, веќе повтор пат го славиме, лани бевме на Скопје Креатива, не спонзорираше град Скопје, денеска сме овдека, заради тоа што го поврзуваме со нашиот бренд, за кој што малку подоцна ќе кажам, Скупини романи. Според Димитрова, по распаѓањето на Римската империја, римската Розалија се претопува во поствеликденска задушница, која ние практично ја славиме на 25 мај. Посетителите имаа можност да видат и неколку реплики од римскиот период, а следуваше и проекција на документарецот Хераклеја во продукција на New Moment од Скопје.
Инаку настанот Скупини романи е бренд на ХМУС, Центар за научни истражувања и промоција на културата, а во Виница е помогнат од Министерството за култура и локалната самоуправа. Книжевен портрет на роднокрајната авторка Љубинка Давидовска се одража во Центарот за култура Бели Мугри. Настанот е дел од проектот Поезијата, повод и причина. Омош за творештвото на авторката направи Славица Цветкова. Преку презентација на книжевниот портрет во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани беше презентирана долгогодишната работа, трудот и напишаното на поетисата Љубинка Давидовска. Станува збор за поет и писател. Давидовска пишува поезија, проза и драми, а во своето долгогодишно искуство има објавено 28 книги за деца и млади, 2 за возрастни и уште една во подготовка. Денешниот ден е за мене на мојата душа празник. Затоа што сето она што сум го работела и објавено во книги, денес се презентира преку надписот, односно изјавата на професорката Славица Цветкова и Габи Стефановска. Посебно да ја заблагодарам на Габи што со сите сили и можности неколку дена, па можда и недели работи, денес сме на една свеченост што до денеска не се е случила, благодарение на луѓето со голем ентузијазам и љубов кон литературата. Активноста на представување на роднокрајни автори е дел од одбележувањето на јубилејот 50 години постоење на Центарот за култура Бели Мугри. Тијана Јовик, ученичка во Државниот музички училишен центар Илија Николовски Луј, одража матурски солистички концерт на флейта во Скопје. Таа завршува 4-та година во класата на професор Симона Марочковска-Манојловска. Матурски солистички концерт на флейта одража Тијана Јовик од Кучани, ученичка во Државниот музички училишен центар Илија Николовски Луј. Со овој концерт Јовик ја завршува 4-та година, односно матурира, а рече дека со музиката ќе продолжи и на факултет. Ова е мој 4-ти солистички концерт, но мој прв матурски солистички концерт. Завршувам 4-та година во средното училиште Илија Николовски Луј. Денес се представив со 4 композиции, од кои првата композиција беше Етида, втората композиција беше Балада од Рајнике, третата композиција беше Концерт де Виен во Имал и четвртата композиција беше Шеминат концертина. Оваа година материјалот ми беше доста тежок, така што морав напорно да работам. Оваа година материјалот ми беше доста тежок, така што не успеав да отидам на надпреварите кои што планирав, но затоа посетив многу семинари, така што планирам да продолжам со музички студии. Се уште не знам каде, но се надам да ќе нижам уште многу успеси. Тијана Јовик беше ученичка во основното музичко училиште Ристо Јоруков во Кочани, каде што има освоено бројни награди и признанија, а освен овој има одржано и други солистички концерти. Јовик завршува во класата на професор Симона Марочковска-Манојловска, а концертот го одржа со пијано соработник магистер Весна Тасевска-Ананиева. Учениците од Средното општинско училиште Лјупча Сантов на практична настава во Правниот факултет во Штип присуствуваа на симулирано судење, што е дел од практична настава во предметот право. Теоријата подкрепена со пракса е поефективна и посватлива. Дека учениците и професорите посветуваат големо внимание на праксата, не само на теоријата, покажува фактот што учениците од гимназијата Лјупча Сантов реализираа практична настава во предметот право во просториите на Правниот факултет во Штип. Ние, учениците од 4-та година, имавме реализирано практична настава по предметот право во факултетот, во Правниот факултет во Штип, Гоце Делчев во Штип. Имавме симулирано судење. Тоа симулирано судење ќе ни помогне да видиме како доколку сакаме да продолжиме на правен факултет, ќе ни помогне како изгледа вистинско судење.
Реализирањето на практична настава во правниот факултет е резултат на соработката помеѓу гимназијата Лјупче Сантов и факултетот во Штип. А со ваквата пракса учениците ќе продолжат и во иднина, бидејќи во многу им користи за да видат како изгледа практично она што теоретски го изучуваат. Следува информацијата од спортот. Кочанските фудбалски екипи викендов ќе ги одиграат редовните кола во правенствата на втората фудбалска лига во машка и во првата фудбалска лига во женска конкуренција. Осогово ќе гостува во Кавадарци против Тиквеш, а женскиот фудбалски клуб Кочани ќе патува во Тетово на средба со истоимената екипа. В сабота ќе се игра 25-тото коло во правенството на втората фудбалска лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово имаат ново гостување во Кавадарци против Тиквеш. Иако тоа ќе биде средба на две екипи од долниот дел на табелата, епилогот од неа за гостите од Кочани практично и нема голема важност во борбата за опстанок во лигата. И покрај победата пред две кола на гостувањето во Валандово, жолто-сините се скоро без шанси да останат во второлигашко друштво, особено што помината неделната пауза директниот конкурент Каменица Саса победи на домашен терен, со што разликата повторно се искачи на недостижни 6 бода. Математиката покажува дека и евентуална победа на Осогово во Кавадарци, а пораз на Саса во Гевгелија против Кожув, нема да промени многу во крајниот пласман на екипите, доколку и до крајот на правенството Кочанскиот второлигаш успее да постигне изедначување во бодовите со рударите од Каменица, тоа нема да го задржи во лигата, затоа што исходот од меѓусебните дуели е неповолен за жолто-сините. Во рамки на 19-тото коло од правенството во првата фудбалска лига за жени пак, женскиот фудбалски клуб Кочани викендов ќе и гостува на екипата на Тетово 2017. По минатонеделниот катастрофален пораз од 10-0 на стадионот Никола Мантов против лидерот Драгон, овој надпревар за кочанските фудбалерки ќе биде посебно тежок, бидејќи домакинките исто така се борат за извлекување од дното на табелата. Без разлика што станува збор за екипа што во женскиот фудбал се надпреварува само една сезона, може да се очекува Тетово да биде голема пречка за нашиот женски фудбалски прволигаш, кој неколку кола наназад нема освоено бод. Во моментот тетовчанки имаат 18 бода, еден повеќе од Кочани и се едно место пред нив. Евентуалното освојување и на бод за гостинките ќе значи многу, бидејќи поради подобрата гол разлика тие можат да се искачат едно место погоре. Надпреварот во Тетово ќе се игра в сабота од 14 часот и 30 минути. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.